Добивањето на новите сметки за струја за електрична енергија многу прашања, но и многу гнев кај македонскиот граѓанин. Сметките се нов тип, но пред да објасниме зошто во некој случај плаќаме многу поголема сума за пренос на електрична енергија отколку за самата електрична енергија, прво да потенцираме дека во најновите сметки, овие последни што ги добивме сега во јануари, треба да имате во вид дека на сметката може да имате 4 категории наместо 2, само скапа и ефтина струја. Зошто е тоа така? Затоа што од 1 јануари 2023 година се промени цената на струјата, сега веќе не е иста, па затоа на овие сметки, поради периодот кој што се чита, нели никогаш не е од 1 до 1 сметката, имате дел кој што ви е наплатен по старата цена, а дел по новата цена. Значи на новите сметки може да видите ќе имате пресметано потрошена електрична енергија во некои од деновите во декември по старата цена, а потоа до некој деновите од јануари, односно до кога бил вашиот пресметковен период, ќе ви биде рачунато по новата цена. Сега да објасниме дека оваа стара и нова цена не е нешто многу различна, меѓутоа сепак во декември 2022 4,34 беше скапата струја, 0,61 беше ефтината струја. Од јануари скапата струја е 4,72, нешто малку покачена, и 1,31 е ефтината струја. За преносот на електрична енергија исто така имаме разлика во цените. Во декември 2022 било 3,37, во јануари 2023 е намален преносот на електрична енергија 2,67, меѓутоа намален е преносот на електричната енергија, но зголемено е ДДВ-то од 5 на 10%, така да сумата на сметките кои што сте ги добивале ќе ви дојде тука некаде, нема толку многу да го почувствуваме по ефтинувањето. Сега да објасниме зошто се случува да на сметката некогаш сумата за пренос на електрична енергија е многу повисока од самата електрична енергија. Тоа е поради едно правило кое што важи дека за пренос на електрична енергија се плаќа фиксна сума. Во овој момент, во јануари, значи по новата цена, сумата за пренос на електрична енергија е 2,67. Тоа значи, доколку потрошите 200 киловати, да речеме, во едно домакинство, преносот за електрична енергија ви е иста цена за сите 200 киловат часови колку што ги имате потрошено. Меѓутоа, цената за сумата, односно сумата која што ја плаќате за потрошена електрична енергија не е иста. Доколку од овие 200, да речеме, имаме направено една математика која што ќе можеме да ја видиме, доколку на пример имате потрошено од оние 200 киловат часови во ефтина тарифа 150 киловат часови, да речеме, бидејќи сите сега се обидуваме да штедиме, цената ќе ви дојде 1318 денари, колку што сега е цената на струјата, значи вкупно 197 денари. А 50 киловат часови да сте потрошили, да речеме, во скапата тарифа по цена од 4,72, тоа е 236. Вкупно 433. Како што може да видите, на 200 киловат часови плаќате за пренос идентична сума 2,67 и тоа е 534 денари. Значи на сметката преносот во овој случај ќе ви дојде поскап, повисока цена за разлика од електричната енергија, само поради тоа што поголем дел од потрошената електрична енергија ви било во ефтина тарифа, односно по ефтина цена. Сега за сега цената на струјата е ова ќе биде она што ќе го плаќаме до сега, доколку да речеме, колку за пример, 200 киловат часови сите сте ги потрошиле во скапа тарифа, немате воопшто потрошена во ефтината тарифа, по цена од 4,72, за првиот блок говориме, значи цената расте за тоа во кој блок спаѓате, во вториот блок е поскапа, во четвртиот нели така најскапа, вкупно е 945 денари. Во овој случај, за пренос на електрична енергија би платиле по 267 денари за киловат час, 534 денари. Во тој случај на сметката би можеле да видите дека преносот ќе ви дојде поевтино од потрошената струја. Значи се зависи од тоа колку струја трошите во ефтиниот блок, колку струја трошите во скапиот блок. Мора да запаметиме дека оваа ставка не е нова, не е ново воведена. Оваа ставка ја плаќавме и порано, но беше вкалкулирана во вкупната сума на струјата, не ја гледавме како посебна ставка. Сега, како што велат од Комисијата за енергетика, дека ова е направено за поголема транспарентност, односно граѓаните да знаат точно за што плаќаат. Граѓаните се револтирани што и на новите сметки во последно време што ги добиваме, имаме една огромна табела каде што пишува колку субвенционира владата на Република Македонија поради енергетската криза, па е прикажано дури и малку сликовито, се вели дека доколку имате на пример сметка од 2000 денари, точно колку пари субвенционира владата и дека без тие субвенции сметката вам би ви било околу 3500-600 денари и така натака.
Граѓаните велат дека ова е непотребно, владата е платена од граѓаните и работи и е тоа да го прави, и ова го сметаат за некој тип на реклама и обид, ете да се покажат дека се грижат за граѓаните, а всушност тоа им е работа. Се надеваме дека овие цени кои што се донесени од 1 јануари 2023 ќе потраат и нема да имаме нов ценовен шок наскоро.